Огромните камења, калта, нередот се уште сведочат за минато неделното невреме кога се излеа Поројска река и направи големи штети. Веќе 10 ден се работи на терен. Локалното население се жали дека потребно е повеќе механизација, но и подобра динамика и менаџирање на целата акција. Почне да работат по нешто, не? Ама уште не е добро уште. Уште треба да се работи. Има проблем што нема за патот за ова се отвори, не? Само. Тоа е друго. Нивите се поништени све таму, нема. Вчера вика дека ќе дојдат тие комисијата, не дојде уште нешто. Тоа е работаш. А долево нивите исчистена? Не, ништо не е. Ни комисија ништо не дојде. Сега ќе видиме се. Све што минуси имамо. Ама сега е највише овде најтешко е работава. Од Дирекцијата за заштита и спасување велат дека се работи на неколку критични точки. Комплетното расчистување на целиот терен може да потрае уште долго. Дирекцијата за заштита и спасување работи со полн капацитет. Моментално работиме на 3 критични точки. Првата точка е патот Тетово-Јажнице, втората точка е мостот горе кај селото и третата точка е кај патот кон нивите. Како што гледате и вие, имаме многу оштетување на мостот што води кон село Јажинце. На двете страни е оштетен од големите крпи што се извадени. Се уште не се утврдени оштетувањата на главниот мост на патот, под кој беа заглавени неколку тонски карпи. Треба добро да се расчистат наносите од подмостот, па дури потоа да се испита безбедноста. Иако магистралниот пат Тетово-Јажинце официјално се уште е затворен за сообраќај поради големи оштетувања на мостот, сепак може да се забележи дека возила се пропуштаат. Ова дополнително ја отежнува целата акција што се спроведува овде по расчистување на теренот. И расчистувањето на 50 хектари земјоделски површини кои според првичните проценки беа оштетени, оди бавно со 1 или 2 камиони. Штетите на мештаните допрва ќе се утврдуваат.